Како што и ветивме, по сите состаноци и анализи денес ги соопштуваме мерките кои што владата на Република Македонија, односно Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ќе ги предложи и се во владина постапка, што се однесува до откупот на пшеницата или на поледелските култури. Како резултат на низа состаноци што во изминатиот период ги одржавме со земјоделските производители на пшеница, тука и на терен, како и на неколку посебни состаноци средби со мелничката индустрија, односно откупувачите, во Министерството на терен и во владата, заеднички со подпредседателот на владата за економски ресори Кочо Андјушев, а врз основа на анализите кои што ги работеше во претходниот период Министерството, воведуваме, односно предлагаме сет мерки за поледелско производство, кои што се од интерес на двете страни. Целта на мерките е да обезбедиме одржливо и конкурентно производство на поледелските култури, особено на пшеницата како најзначајна. Конкретно, во постапка се неколку измени на програмата за финансиска поддршка на земјоделството за 2018 година, во мерката за директни плаќања за површини со поледелски култури. Прво, го зголемуваме минимумот на пријавени површини за добивање на 100% од програмираната субвенција за поледелски култури, вклучително и за пшеницата. Оваа измена ќе ги опфати земјоделците со средна големина. Оние земјоделци за кои што оваа 2018 година е прва во која што воведуваме крупни мерки како земјоделци кои што треба да го носат развојот во следните години. Односно, конкретно, ако досега 100% од субвенцијата добивале оние кои што пријавиле од 0,3 до 10 хектари, со програмата, односно измените, 100% субвенција ќе добијат оние кои што имат пријавено 0,3 до 20 хектари. Втората измена е за фирмите кои имаат поголеми површини со земјоделски култури, вклучително и за пшеницата. За нив, висината за субвенции за пријавени површини од над 100 хектари со скалестото намалување, наместо 10% субвенција колку што добиваат до сега со скалестото, сега ја зголемуваме на 20% од субвенцијата. Големите земјоделци треба да бидат генератор исто така на развојот на македонската економија. Или само за пример, ако досега со 10% земале по 1200 денари за хектар, сега со ова зголемување на 20% ќе добијат 2400 денари субвенција по хектар. Овие измени важат за сите поледелски култури. На овој начин ќе ги мотивираме поголемите компании кои што се носители на вкупното производство на поледелските култури. Сето ова е во согласност со новите мерки и политики кои што ги носиме во текот на целата година, а беа воведени првично со програмата од 2018 година, со што даваме акцент, односно мотив на развојот и на носителите на развојот во земјоделството. Трето, со цел да се заштити домашното производство и од оваа жетва да се откупи што повеќе домашна македонска пшеница, за оваа година воведуваме нова мерка. Прва досега. Поточно секој откупувач на пшеница, запишан во регистарот на откупувачи, кој што ќе откупи домашна пшеница од реколтата за 2018 година, но тоа ќе го направи најдосна до 15 септември оваа година, и за истата исплата, односно и за истата исплатата ќе ја изврши кон производителите најдосна до 15 декември 2018 година, ќе добие субвенција од 1 денар за килограм откупена пшеница. Има два услови: да биде откупена до 15 септември годинава, но и да биде платена. И само доколку биде платена до 15 декември, ќе ги следува оваа субвенција од 1 ден. Ако очекуваме 70.000 тони од откупна пшеница, оваа мерка, само оваа мерка ќе не чини повеќе од 1 милион евро. Оваа мерка беше донесена на заедничките состаноци кои што се одвиваа со подпредседателот на владата на неколку средби со мелничката индустрија. Да повторам, корисници на оваа мерка се откупувачи на пшеница запишани во регистарот на откупувачи кои што извршиле откуп на пшеницата од род 2018 година во предвидениот рок од домашно производство врз основа на договор за откуп. Оваа мерка
ќе го поттикне договорното производство кон кое што од оваа година се стремиме да го уведеме и во другите сектори во земјоделството. Ќе ја подобри исто така конкурентноста на домашната мелничка индустрија. На основа на многу анализи кои што ги правевме, на основа на многу време кое што е потрошено, на основа на многу труд и енергија на сите служби, сметаме дека треба да ја поддржиме мелничката индустрија како за прв пат и да дадеме еден позитивен сигнал во овој дел. Овие мерки ќе бидат донесени на една од следните седмици на влада. Се надевам дека постапката ќе заврши за да бидат донесени следниот вторник. Четврто, во тек е јавниот оглас за набавка на 13.000 тони домашна пченица за потребите на домашните стокови резерви, кој што трае до 15. август. Ако направиме споредба со минатите години, пред жетвата или во текот на жетвата, државата ги продаваше стоковите резерви и тие минатата година стигнаа рекордна ниска цена да огромни количини бидат продадени за само 6 денари пченица по килограм. Тоа влијаеше негативно пред самата жетва и тоа влијаеше негативно пред самиот откуп. И на количината од домашна пченица која што требаше да биде откупена, но негативно влијаеше особено на намалување на цената. Напротив, денес во интерес на домашното производство на пченицата, во интерес на домашните производители, оваа влада на Република Македонија за прв пат ја смени оваа политика. Што значи пред жетва и во време на жетва не да се продаваат стоковите резерви, туку во овој период државата да откупува пченица за потребите на стокови резерви и на тој начин да влијае позитивно на зголемувањето на цената. На јавниот оглас за прв пат се дозволени и помали лотови. Ова е прв пат во историјата. Со цел и земјоделците, помалите земјоделци да можат директно да продадат пченица за стоковите резерви. Односно има 10 лота од по 100 тони и 3 лота од по 4000 тони. На овој начин ќе се придонесе за зголемување на откупот на домашната пченица, како и за поттикнување, односно постигнување повисока откупна цена по текот на жетвата која што е во полнек. Вкупно за сите овие 4 мерки ќе се исплатат, односно ќе влезат повеќе пари во секторот, 4 милиони евра. 4 милиони евра повеќе пари кон земјоделците, кон домашните производители, кон мелничката индустрија, кон целиот сектор. Во вистинско време. Исто така, ја користам оваа прилика, како што најавивме, да ја објавам производната цена на годишната пченица. Ова е исто така историски прв пат, најтранспарентно, најотворено и најодговорно, така како што ветивме пред граѓаните, така и да се однесувам. Оваа производна цена е изготвена врз основа на анализите кои што има законска обврска да ги прави Министерството. Ама во претходните години и покрај тоа што постоеше законска обврска да се следи, никогаш не беше објавена. Истата е направена на основа на трошоците кои што ги имаат земјоделците за килограм произведена пченица. Податоците се подготвени од ФАДАН системот во кој што се фатени 300 земјоделски стопанства. Годинава се очекуваат просечни приноси од околу 3500 килограми пченица по еден хектар, но таа зависи од регион во регион. Производната цена варира од еден регион во друг. Според податоците на ФАДАН системот, со сите вкалкулирани производствени трошоци, просечната производна цена на пченицата е 9,14 денари. Очекувам мелничарите со оваа крупна поддршка која што за прв пат ја добиваат од владата и државата, со оваа подадена рака со кој што 4 милиони евра повеќе влегуваат во целиот овој сектор, со што се штити домашното производство. Очекувам мелничарите да ја земат во предвид оваа производна цена и врз основа на таа цена да ја формираат откупната цена. Благодарам.